Една лага која што редовно си ја пласираме на себе си, јас ја пласирам, претпоставам дека и ти си ја пласираш, ги слушаме луѓето околу нас, една лага која што неверојатно може да не ограби во однос на нашиот живот е, има време. Има време, ајде здравие од понеделник, има време, нека се стопли, има време, нека поминат празнициве, има време, нека пораснат децава, има време само да го завршиме станов, има време, ќе се вратиме од одмор, значи има време, мојата ситуација, значи загубата на мојата сопруга пред месец дена е уште едно драматично и трауматично за мене и за мојата ќерка потсетување дека нема време. И мене ми е жал што ова мораме така да го разбереме. Јас со мојата сопруга правевме планови што ќе правиме во 2020, во 2021 и за 5, и за 10, и за 15 години, ама незиното време на земјата заврши и таа е сега кај Бога. Тоа наше има време, мислам дека е во ред кога станува збор за некаква реална проценка, многу често во нашиот живот тоа има време значи дека со одредена ситуација не сакаме да се соочиме, или пак не сакаме да вложиме добар напор за нешто што ќе биде добро. Можеби за нас, или за нашето семејство, или за нашата компанија, за нашата црква, за општеството. И одложувајќи и не сакајќи да се признаеме дека не сакаме да се фатиме во косет со такво нешто, ние си викаме има време. Денеска сакаме да се потсетиме дека нема време. Значи нема време за работи кои што се значени. Секогаш ќе имаме време за оние секојдневни работи. Не е најбитното прашање во животот, леле, што ќе се јаде денес, или леле, што ќе облечам за на работа. Најчесто ова има време го користиме за нешта кои што се можеби најдлабоки во нас, бараат најголемо внимание и бараат најголем волумен на енергија. И она што тоа е токму што Павле не подсетува во едно послание, апостолот Павле, послание до Ефесијаните, 5 глава, 15 и 16 стих. Па така, внимавајте добро како живеете, не како безумни, туку како мудри. Ползувајте го времето, зашто дните се лукави. Ползувајте го времето, зашто дните се лукави. И сите ние имаме планови, и сите ние имаме соништа, и сите ние ги имаме тие длабоки нешта кои што сакаме да ги оствариме, дури се чувствуваме повикани да ги оствариме во нашиот живот. Ама како што Павле не подсетува, времето мора да се искористи затоа што дните се лукави, затоа што дните се зли, затоа што времето ни бега. Доаѓа понеделник и више е среда, четврток, и ете го викендот, и завршил викендот, и недела вечере, и се подготвуваме за следниот ден, и треба деца да дојдат во училиште, или треба да се направи оваа работа утре, или леле ме чека еден куп работа од утре, проектот мора да се заврши, дедлайн и сите тие нешта. Павле ни зборува токму за тоа, дека времето брзо оди, дека е лукаво, дека многу често проценките тешко ги правиме, и затоа, како што вели 15 стих, вели, внимавајте добро како живеете. Значи, живот, повик на живот кој што е буден, повик на живот кој што ние треба да го живееме, не како безумни, како што вели Павле, туку како мудри. И тоа има време, морам да кажам, кој јас ќе го кажам, самиот не можам да го поднесам, и кога многу луѓе ми зборуваат има време, значи едноставно алергичен сум на таа фраза. Мојата фраза и фраза која што сакам вие да прифатите, да примените, нешто кој што произлегува од ова што го вели Павле е дека нема време. И нема време со луѓе, не само затоа што како што е тоа случај со мојата сопруга, луѓето починуваат, умираат, заминуваат кај Бог, туку затоа што луѓето се селат или се менуваат, едноставно претпоставката на има време е погрешна. А тоа е статичноста, која што никогаш не постоела во времето и во просторот. Дека работите ќе бидат баш какви што се денес, и дека не имаме толку многу време, дека само прашање е ние кога ќе одлучиме некои работи да се случат. И знаете што? Ти си ги знаеш твоите, јас си ги знам моите. Жалење во нашиот живот за работи кои што сме сакале да ги направиме пред 10, пред 15 години, и можеби сме се двоумеле, и можеби сме си викале има време, и тоа време поминало, и сега, како што знаат повозрастните нас да не подучат, и да сакаме, времето не се враќа. И тоа се однесува на луѓе,
луѓе кои што биле можеби дел од нашиот живот, сега повеќе не се, од кои да е причини, значи може тоа да биде смртта драстично како што е во мојот случај, може тоа да биде затоа што луѓе се селат, не знам, се селат во друг град или во странство или едноставно животите ни се, патеките животни ни се разидуваат и веќе враќање назад нема. Тоа може да биде контекст кој што го имаме сега и го имаш сега, имаш можност, ги имаш барем оние основни услови да спроведеш нешто во твојот живот, да направиш нешто добро во твојот живот, за себе или за твоите блиски или можеби за твојата компанија, за ово општество, значи за оваа наша држава. И повторно си викаш, ама ќе бара многу работа и ќе има стрес и не сакам стрес и си викаш има време и си ги одложуваш. И се навраќаме назад во нашиот живот и се присетуваме на етапи во нашиот живот во кој што сме имале контекст, барем базичен контекст, нешто добро да направиме. И тој контекст помену. Условите се промениле, луѓето се промениле, едноставно од повеќе причини тоа веќе нас не е достапно. И станува завршена приказна. Затоа Павле ни вели, живејте како мудри, сватете ги таквите грешки од минатото и немојте да дозволите тие грешки да ви се повторуваат. Немојте да дозволите нештата за кои што знаете дека не биле добри, повторно да бидат дел од вашиот живот. Што значи? Денес е денот кој што го имаме, иднината е пред нас и иако не знаеме што носи иднината, ние сепак можеме да влеземе во таа иднина со една нова македонска поговорка: нема време. Нема време, затоа што секојаш кога ќе се зафатиме за нешто суштествено, за нешто што ќе побара од нас комплетен ангажман, ние тогаш реално разбираме дека нема време и дека животот е краток и дека деновите се кратки и лукави и дека ни се лизгаат низ нашите прсти. И видете, не само тоа, сакам да ви укажам на една непопуларна тема, која ќе кажам грев. Луѓето денес кажат, аман, за грев ли ќе се зборува? Пак ли свештеново лице ќе не масира со грев? Гревот нема, можеби нема кој има таа средновековна димензија на леле, грев е сега нешто и са сите треба да ни се дига коса на глава, иако е тоа можеби најсериозното нешто кое што јас и ти може да го направиме. Грев во суштинска библиска смисла е промашување на целта. Промашување на целта да се љуби Бог и да се љуби ближниот како самиот себе си. Тоа е за мене најосновната дефиниција за грев. И постојат два вида на гревови. Гревови кои што се гревови на правење, значи кога ние правиме зло кое што се однесува на Бога или на ближниот или на самите себе си, ама денеска сакам да зборувам за една втора категорија, која што можеби многу помалку ја зборувам. Грев на неправење. Грев на неправење. И еден стих кој што е клучен за оваа категорија се наоѓа во посланието на апостол Јаков, 4 глава. Видете, слушате што вели Јаков. И така, грев е за оној кој знае да прави добро, а не го прави. Најчесто кога зборуваме за грев, ние си мислиме, не знам, лажење, крадење, промискуитетност, убиства, цел тој спектар на правење на гревови. Јаков ни укажува на тоа дека јас и ти можеме да живееме во грев. Можеме да го промашиме нашиот живот врз основа на тоа што не го правиме. Пак ќе го прочитам стихот, послание до Јаков, 4 глава, 17 стих. И така, грев е за оној кој знае да прави добро, а не го прави. И јас верувам дека секој од нас има капацитет, од Бога даден капацитет да прави добро. Да правиме добри работи и знаеме дека треба да се направат и знаеме дека можеме да ги направиме и повторно ги одлагаме заради таа мантра има време, односно не би сакал да се зафатам со правење на добро. А да не се лажеме, правењето добро не е, како да кажам, не е без енергија, не е без страст, не е без стрес. Кога правиме добро, нашите сите капацитети треба да бидат максимално вклучени. И Јаков вика, ако си во таква ситуација, ако имаш потенцијал за добро, да направиш добро за општеството, или да направиш добро за твојата компанија, или за твојата работна организација, за твоето невладина, за твојата црква, за твоето семејство, за близок, за пријател, и не го правиш, тоа е промашување. Зашто јас и ти сме создадени да правиме добри нешта. Една држава, благосостојбата на една земја, зависи од тоа колку сите ние се трудиме и се насочуваме да не пропуштиме да направиме добро. Дали е тоа во сообраќај или во продавница или во нашата зграда или во, не знам,
соседство, дали е тоа во нашето семејство, дали е тоа во однос на нашите деца. Немаме таков луксус. Греф е за оној кој знае да прави добро, а не го прави. Да не претпоставиме дека секогаш ќе ги имаме тие контексти, да не претпоставиме дека ќе имаме можност да ги направиме нештата кои што денеска можеме да ги направиме и да се посветиме. И можеби во твоето срце имаш нешто кое што треба да го изразиш на одреден начин. Ако си уметник, тоа е можеби уметничко дело. Ако си програмер, можеби тоа е некој програм или апликација кој што стварно ќе помогне малку во однос на човештвото. Значи не мора сите да бидеме не знам, големи пронаоѓачи, да бидеме инвентивни во таа глобална смисла, ама секој од нас може да направи нешто мало денес или да почне еден процес што е уште позначено во правење на добро. И можеби и тука посебно сакам да ви кажам, да не пропуштате моменти да направите добро, да исполнирате добри работи со вашето семејство. Ако за нешто искрено немам жалење, тоа е што сметам дека со Анет, со мојата сопруга, која што почина пред месец дена, ние живеевме еден таков живот. Значи живеевме живот во кој што сакавме да си правиме планови и да ги искористуваме плановите. И како семејство понекогаш тоа значи многу пакување и се треба, не знам, колата, и треба да се пере, и треба да се планира, или треба да се закажуваат авионски карти и кај ќе видиме што ќе правиме. Во овој момент апсолутно за ниеден од таков вложен труд од моја наша страна не жалам. Напротив, можеби малку прилики што сме ги пропуштиле, тие се тие извори на жал. Затоа немој да мислиш мали ми се децава, ај нека порасне малце керката или нека порасне малце синот или ајде па после ќе правиме ова, искористи го денот, искористи го ова што го вели Јаков, немој да влезеш у греф, немој да промашиш целта да бидеш добар родител и да не се посветиш на твоите деца. И сега сакам да кажам уште една работа, која што е суштинска. Немој да одлагаш да се поврзаш, да се конектираш со Бог. И можеби си мислиш сега сум средно и го откривам животов и Скопје и што иде, или на факултет сум и сега се спремам за некоја голема кариера, или само што почнав со работа, сакам да напредувам. Немој да влезеш во онаа приказка, тоа поврзувањето со Бог е за оние луѓе што се предумирање за некој што е, не знам, 70, 80, 90 години. Искористи го времето. Искористи го овој ден. Искористи оваа прилика да се поврзеш со Бог. Да почнеш да читаш Библија, да почнеш да се молиш, да се поврзеш затоа што од ова поврзување и од ова добро што можеш сам да си го донесеш во твојот живот, зависат многу нешта тука на оваа земја и зависи уште нешто што Бог сака да ти го даде и ти го дава, а тоа е вечен живот, тоа е вечноста со него. И затоа да престанеме да се лажеме со таа изрека која што вика има време, туку денес да размислиме. И јас и ти да размислиме сериозно и реално. Кои се тие добри нешта кои што се длабоко во нашето срце? Кои се тие добри нешта кои што се во рамките на нашите капацитети во моментов, во рамките на контекстот во кој што ние функционираме? И да не се мислиме, да ги направиме, да се поврземе со ближниот и да се поврземе со Бога на најдобар можен начин, знаејќи дека едноставно време нема.